Управата на двократниот шампион во кошарка на Македонија МЗД Скопје Аеродром ќе ги посети челниците на УЛЕП и ќе достави барање за поскованата вајлд карта за влез во кошаркаскиот Еврокуп. Металците уште пред завршување на сезоната неколку пати тивко најавуваа дека добивање специјална покана за настап на второто по квалитет европско клупско надпреварување ќе биде нивен приоритет. Она што на штарковите им дава надеж е одличната препорака од страна на АБА лигата, во која беа најпријатно изненадување во сезоната која заврши. Во прилог на синобелите им оди најавата за проширување на Еврокупот со 60 екипи наместо до сегашните 48, иако се уште нема и официјална потврда од УЛЕП. На четвртиот ден од тенискиот Гренслем Ролан Гарос не се случи некоја изненадување и во машки во женска конкуренција. Кај мажите првиот светски рекет Новак Џоковиќ забележа победа во првото коло против Давид Гофин од Белгија со 3:0 по сетови 7-5, 6-4, 7-5. Во второто коло пласман обезбедија и Вердаскова, Веринка Димитров, Давиденко, Хас, Кол Шрајбер, Пела, Истомин, Турсунов, Јужни, Чилич и Ферер. Кај дамите бранителката на титулата од минатата година Марија Шарапова лесно се пласираше во второто коло по победата над Су Веј со 6-2 и 6-7. На Али ја победи Медина со 2:0, 6-3 и 6-4, а пласман во второто коло безбедија и Бартоли, Стосур, Јанковиќ, Шведова, Корнет, Младеновиќ, Цибулкова, Ераковиќ, Пенка, Радванска, Заренка, Квитова, Канепи и Марија Кириленко. Денеска започнуваат и надпреварите од второто коло. Серегеј Бубка ќе се вклучи во трката за претседателското место во Меѓународниот олимписки комитет. Украинецот сега е во извршниот комитет на Интернационалниот олимписки комитет и е подпредседател на Светската атлетска федерација. Тој би требало да им се приклучи на германецот Томас Бах, сингапуретот Сер Мијанг, Вуа Тајван, Ричард Карион од Порто Рико и Денис Освалд од Швајцарија, кои исто така се надеваат на претседателското место во Меѓународниот олимписки комитет. Бубка е шесткратен светски првак и има злато од летните олимписки игри во 1988 година. Меѓународниот олимписки комитет ќе избера наследник на Жак Рок, кој по 12 години заминува од ова место, а изборот ќе се изврши на 10 септември во Буенос Ајрес. Кошаркарите на Индиана Пейсерс забележаа победа на свој паркет во четвртиот надпревар од сочото финале против Мајами Хит со 99-92 и израмнија на 2:2 во победи. Рој Хиберт со 23 поени и 12 скокови и Стивенсон со 20 поени беа лидери во нападот на Индиана Пейсерс. Леброн Џејмс пред време ја заврши средбата поради проблемите со личните грешки, па така Мајами во последната минута не се снајде најдобро во нападот. Џејмс ги предводеше жешките со 24 поени, Марио Чалмерс доаде 20, а Вейт 16 коша. Петиот надпревар се игра на Флорида на теренот на Мајами утре вечер. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет и оваа година по 16 пат од 13 до 20 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2013 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2013. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2013 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2012. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.